Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Дали е ова списокот на правни субјекти за кои што се бара практично да се вратат на слободниот пазар? Не, добар. Гледам неколку општини се, приближно од тоа листата. Ланци на супермаркети, фабрики, па дури и рудник со профит од 12 милиони евра лани се на црниот список на Евана. Ке успее ли најавената рационализација, спојување и укинување на јавни институции? Неќеме да трошиме пари во институции или во управни или надзорни одбори кои не прават ништо. За да тоа се реализира, потребно е да се смени законот за органи на државната управа, кој што е закон што се носи со двотретинско мнозинство. Транспарентноста и отчетноста на безбедносно-разузнавачките институции во време на нарасната побарувачка на информации. Првото е, има надлежни, јас не сум надлежен. Не можам да кажам дека оди многу брилијантно, не можам да кажам дека не оди. Британскиот министер за Европа за областите во кои очекуваат напредок од Северна Македонија. Ensuring that there continues to be a very good environment for business, and of course that depends on fighting corruption and having transparent institutions. Ја видовте најавата за сториите во ова издание со кои се враќаме по рекламите. Вие сте со 360 степени. Ланци на супермаркети, хотели, фабрики, па дури и рудник, кој лани годината ја завршил со околу 12 милиони евра добивка, се на списокот на правни субјекти за кои владата бара од 1 јануари да се вратат на слободниот пазар на струја. Вечерва објавуваме десетина имиња на приватни фирми од листата за кои направивме проверки и од кои побаравме став. Според владата, правните субјекти што се на списокот кој анонимен испраќач пред десетина дена го достави до нашата редакција, направиле злоупотреба, додека засегнатите компании што ни одговорија велат дека не прекршиле ниту еден закон. Александар Димитриевски. Минатата недела ги објавивме имињата на 20 општини кои според Евана и според владата недозволено ги префрлиле броилата од големи на мали правни субјекти за да трошат од поевтината струјата за домакинствата. Општините одговорија дека не кршат ниту еден закон и најавија контраудар. Тоа што можам да го најавам е дека ги разгледуваме сите возможни механизми во овој момент да водиме и соодветна постапка против Евана. Владата одговори со нова, попрецизна одлука која значи прекин на снабдувањето со електрична енергија од Евана за општините и фирмите кои ги смениле броилата од големи на мали правни субјекти веќе од 1 јануари. Да не се застава никаков простор за одредени компании да имат и општини да имат можност да прават приговори согласно таа одлука. 360 степени контактираше 10 поголеми компании кои се на црната листа. Сите што одговорија велат дека не сгрешиле. Поминаа десетина дена откако непознато лице достави плик до редакцијата на 360 степени со список на броила за електрична енергија што биле префрлени од име на големи на име на мали субјекти. Фирмите и општините на листата се предмет на интерес на владата поради сомнение дека со промената направиле злоупотреба. Големите субјекти со над 50 вработени и над 2 милиони евра приходи мора да купуваат струја на отворен пазар, а таа е скапа од почетокот на енергетската криза. Малите субјекти под таа граница се снабдуваат со струја од универзалниот снабдувач Евана по пониска цена поради субвенциите од владата. Проверките што ги направивме веднаш откако го добивме списокот покажаа дека тој е релевантен. Во меѓувреме, ја добивме и првата официјална потврда за време на интервју со министерот за економија Крешник Бектеши. Дали ќе дозволите да ви го подадам, да фрлите поглед на него, дали е ова списокот на правни субјекти за кои што се бара практично да се вратат на Секако, зашто не? На регулираниот, односно на слободниот пазар. Не, добар. Гледам неколку општини се, приближно од тоа листата. Има и компании. Има и неколку големи компании. Еве гледам некои ланци на супермаркети, некои облажувалници. Дали е таа листа?
Значи, листата, што е доставена до нас и до Регулаторната комисија за енергетика, има околу 3100 броила, мерни броила, и над 2000 правни субјекти би требало да биде истата листа. Некои од позвучните фирми на списокот од кој побаравме став се Булмак, фирмата која ги поседува рудниците Злетово и Тораница, и лани направила 11,6 милиони евра профит. Според списокот, префрлила броила на многу помалата струмичка фирма Bull Building. Pofix е фабрика за градежни материјали, една од најголемите фирми во Полок. На листата пишува дека го префрлиле броилото на ново отворена фирма Pofix Plus. KitGo, ланец од супермаркети од Источна Македонија и Скопје, кој лани остварил профит од околу 2,2 милиони евра. На списокот е нотиран со околу 60 на префрлени броила на помали фирми керки, кои се квалификувани да трошат струја од регулираниот пазар. Биотек ДОО, една од фирмите поврзани со истоимениот ланец на лаборатории и кој лани бележи профит од 3,7 милиони евра, на списокот е означена дека префрлила 19 броила на фирма керка, која постои подолго време, но во моментов е мал потрошувач. Сетек, се за техника, ланец од продавници кој лани остварил 2,9 милиони евра профит. На списокот е присутен со 40 на броила кои биле префрлени на ново формирана фирма. Сетек, се за недвижности. Фон Универзитетот ги сменил броилата на име на помалата фирма керка Фине. Катлановска бања ги сменил броилата на име на помала фирма керка Катлановска бања Спа. Радика Резорт во Маврово ги сменил броилата на блиската но мала фирма Food and Beverages. ИГМ Вратница од Боговиње се префрлил на ново формираната ИГМ Вратница. Стокомак префрлил неколку броила на СТ Груп. Истото го сториле стотици други. На сите компании на кои што им се обративме, им поставивме неколку идентични прашања. Од тоа, дали се согласуваат со одлуката на владата да ги отстрани од регулираниот пазар, до тоа, дали сметаат дека користењето на електричната енергија од пазарот за домакинствата и за малите фирми е фер. Од сите компании до кои се обративме, одговор добивме од 3. Од Сетек ни одговорија интегрално. Ве известуваме дека нашата компанија Сетек СЕО Техника работи согласно со процедурите, правилата и законите на Република Северна Македонија. Краток беше одговорот и од Биотек. Нашата компанија секогаш работи согласно законските прописи во државата. Согласно на ова, немаме направено прекршување на ниеден член на законот. Секогаш ги следиме и ќе ги следиме сите владини мерки по било кое прашање. Најдетален беше одговорот од Фон Универзитетот, односно Фине. Од компанијата велат дека зградата во која е сместен универзитетот е во сопственост на Фине. Промена на броила била направена бидејќи дел од објектот каде под кирија бил фон бил продаден, а универзитетот се префрлил во друго крило на зградата. ТД Фине Скопје ДОО достави уредно барање за кое службите на ЕВН постапуваа. Која е законската пречка сопственик на имотот да плаќа сметки за потрошена електрична енергија на неговиот објект? Не би можеле да навлегуваме во тоа дали е фер или не фер другите некако да постапат. Тоа што не е фер е ставање во ист кош на сите фирми опфатени со некаков црн список, без да се проверат релевантни докази со кои ЕВН располагал, а истите се прилог на доставеното барање за промена, при ставањето на АУЕ фон Скопје на тој листинг. Од Фине ни одговорија и дека до моментот на одговор, до нив не е доставено барање да се вратат на снабдување од слободен пазар. А ако такво нешто се случи, доколку се достави барање за промена на носител на обврски за плаќање на електрична енергија и враќање на слободен пазар, да, планираме представки, тужби и други правни действија против ЕВН и владата. Доколку се објави така наречениот црн список на кој планирате да биде и името на АУЕ фон и ТД Фине Скопје ДОО, а како што погоре напоменавме дека апсолутно нема никаква злоупотреба при реализираната промена, ќе се покренат и постапки доколку се цени дека е потребно и против Алсатем 360 степени. За многуте примери каде броилата се префрлени на сестрински или фирми кои се реални сопственици на објекти, министерот за економија вели дека струјата треба да ја плаќа фирмата корисник, независно кој е сопственик. Мојата порака е дека регистарот за лиценцирани компании кои се занимаваат со трговија на електрична енергија е објавен во сајтот на Регулаторната комисија за енергетика. Не се ни 20 на компании во државата што има таква лиценца и нема илјадици компании кои се лиценцирани за да вршат таква дејност, што значи дека тие немаат право да вршат првично таква дејност. Не сестрински компании, никакви компании
кои не се лицензирани од страна на регулаторната комисија за енергетика, што значи дека овие автоматски ќе бидат префрлени на слободен пазар. Дел од општините од кои се бара да се вратат на слободниот пазар, а кои тврдеа дека не кршат ниту еден закон, веќе поднесоа представки до ЕВН. Бектеши вели, општините кршат закони, а владините одлуки се законски основани. Во Законот за комунална дејност е утврдено пластично и точно дека таа е обврска на општината, пошто општината и ги добива приходите во делот на плаќање на јавно осветлување. Тоа е спротивно на Законот за енергетика и Законот за комунална дејност. Затоа ние со прогласување на кризна состојба во делот на снабдување со електрична енергија донесовме таква одлука која е целосно законска, се повикува на Законот за енергетика и владата преку Министерство за економија може да им дава права и обврска во време траењето на кризната состојба на сите лиценцирани компании кои вршат дејност во секторот енергетика и ова е случај и за ЕВН и затоа јас сум убеден дека ЕВН ќе постапи согласно одлуката на владата и од 1 јануари овие правни субјекти нема да бидат веќе на регулиран пазар. 360 степени се обрати и до финансиската полиција која веќе подолго време ги истражува промените на броилата на правните субјекти. За сега немам одговор до какви заклучоци дошли и кои се можните последици. Епилогот го чекаат и во управата за јавни приходи, бидејќи за струјата што се купува на слободен пазар се плаќа и повисок од ДДВ. Па ако се утврди неправедно снабдување, ќе треба да се плати и разликата во данокот. Јавно кажувам дека ова е злоупотреба на одредени општини и одредени правни субјекти кои за жал одат на товар на домаќинствата и малите потрошувачи и ние тоа нема да го дозволиме како влада и како Министерство за економија да се случи. Транспарентноста и отчетноста на безбедносно-разузнавачките институции во време на нарасната побарувачка на информации. Првото е, има надлежни, јас не сум надлежен. Не можам да кажам дека оди многу брилијантно, не можам да кажам дека не оди. Британскиот министер за Европа за областите во кои очекуваат напредок од Северна Македонија. Ensuring that there continues to be a very good environment for business. And of course that depends on fighting corruption and having transparent institutions. Реформа на администрацијата. Оваа фраза во изминатиот период ја загуби речиси целата своја содржина. Можно ли е под притисок на преговорите со Европската Унија тоа да почне да се менува? Во моментов во 3 министерства се одвива реорганизација со која треба да се намали бројот на агенции, инспекторати, директорати, со цел администрацијата да биде поефикасна, да се плаќаат помалку директори и разни одбори. Стартот по ново треба да се случи на почетокот на 2024. Галина Николовска-Ризвановиќ. Законот за висока раководна служба е еден од клучните што Европската Унија ги бара од земјава за администрацијата конечно да почне да се полни со професионален наместо со партиски кадар. Има и консензус во владата, но само откако падна договор каде тој закон нема да важи. Till och med ska vi pas list på tusen institutioner, vet du, men då kan duhet janë pjesë e këtij ligjit. Tani ai numër është zvogëluar në 140 institucione. Но за реформирање на администрацијата Брисел очекува исполнување и на други критериуми, меѓу кои кратење и реорганизација на институциите. Се утврди и дека голем дел од тие агенции и институции имаат дуплирање во своите функции. Како во пракса ќе изгледа згаснувањето на одредени институции и има ли политичка волја во земјава да се укинат десетици директорски места и управни одбори за сметка на професионализирање и рационализирање на администрацијата? Основана во 2008 година како посебен орган на Министерството за правда, Управата за водење матични книги е институцијата од која граѓаните можат да добијат изводи на родени, починати и венчани. Во сите планови и стратегии за неа пишува дека целосно ќе се дигитализира, со што ќе се надминат грешките за кои толку често е критикувана. Но владата сега има и друг план. Управата за матични книги целосно да се укине. Според проектот за реорганизација на администрацијата, каде Министерството за информатичко општество има водечка улога, се предвидува формирање на агенција за дигитална трансформација, во која би влегла и Управата за матични книги.
како институција планот е матична книга веќе да не постои, односно матична книга да биде дел од дигиталната агенција. Значи дигиталната агенција би требало да ги има сите функционалности што веќе ги има матична книга и дополнително овој делот за развивање на платформи за дигитализација. Освен дигиталната агенција, во составот на Министерството за информатичко општество ќе се формира и агенција за сајбер безбедност, како и посебна академија за професионален развој. Со предвидените измени, структурата на Министерството, која сега изгледа вака, би се променила и би изгледало многу поедноставно. Во нашиот случај, во Министерството за информатичко општество и администрација, посебно во делот на дигитализација, ние сме и креатори на политики, и имплементатори на политики и правиме надзор на тие политики, што концептуално не е во ред. И затоа ние сме одлучиле да креираме, да речеме, дигитална агенција, што значи дека луѓето или функционалноста што веќе го имаме во Министерството ќе треба да се трансферира во таа институција. Министерството за информатичко општество не е единствено во кое ќе се прави реорганизација. На стотина страници конзорциум од странски експерти од Латвија и Естонија уште во 2020 година на владата испорача извештај со препораки како треба да изгледа секое министерство со сите институции под негова надлежност. Експертската анализа опфати 144 институции каде беа утврдени преклопување на надлежности, отсуство на единствен хиерархиски систем и бројни други недостатоци. Се утврди дека кај нас иако постои посебен закон за организација на органите на државната управа, сепак голем дел на институции се формирани, преку 80 институции се формирани со посебни закони, значи администрацијата е и неефикасна и премногу оптоварена со непотребно дуплирање на функциите, така да се создава една некоординираност во работењето и граѓаните не можат да знаат каде да се обратат за одредени услуги. Слаѓана Тасева е тим лидер на проектот поддржан од ЕУ, чии наоди владата ги прифати во март годинава. За почеток, препораките пробно се спроведуваат во Министерствата за економија и за земјоделство. Со тоа, вели Тасева, се прави проверка колку од препораките се применливи во реалноста. Така наречениот реалити чек покажал одстапки од првичниот извештај. Например, во Министерството за економија беше предвидено 8 агенции да се спојат во една. Но сега одиме во постапка на спојување 2 по 2. Значи, затоа што по функционално поврзување и ставање под една капа, би рекла, во таа структура на тие активности кои што треба да се имплементираат во одредени директорати, треба да биде и функционално компатибилна. Сега со предложените измени за реорганизација во Министерството за економија ќе се спојат Агенцијата за енергетика со Агенцијата за задолжителни нафтени резерви. Пазарниот инспекторат ќе се соедини со тој за техничка инспекција. Фондот за иновации со Агенцијата за поддршка на претприемништво, а Агенцијата за странски инвестиции со Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони. Министерството за земјоделство во моментов има исклучително сложена структура, па и таму е предвидено спојување на повеќе агенции и инспекторати. Сликата во иднина како што е предложено со измените би требало да изгледа вака. Предложените измени со одстапки од така наречениот синтетизиран извештај што во март го усвои владата треба повторно да го поминат владиниот филтер за секое од трите министерства посебно, а потоа уште поважно да го поминат и собранискиот. Професорката по јавна администрација и административно право Ана Павловска-Данева оценува дека токму тука е главната аномалија на проектот за реорганизација. За да може да се укинат органите во состав на министерствата или да може тие да се спојат, потребен е широк политички консензус. Ова не го зборувам само од научен аспект, дека навистина ни е потребна поддршка и од опозицијските партии, и од научната јавност, и од стручната јавност, невладиниот сектор, кои тотално се иземени во спроведувањето на овој проект. Туку имаме правна пречка. За да тоа се реализира, потребно е да се смени законот за органи на државната управа,
кој што е закон што се носи со двотретинско мнозинство и тоа е добро, бидејќи тој закон и таквиот вид на мнозинство со кој што тој се носи спречува секој премиер, секоја една влада да си создава министерства, да си укинува, да создава нови органи и да ги укинува. Предлагачите на проектот за реорганизација пак не очекуваат пречка од пратениците. Неќеме да трошиме пари во институции или во управни или надзорни одбори кои не прават ништо. И затоа, навистина, очекуваме као и за некои други закони, и ова година сме имале со 110 гласа, со 100 гласа, истото очекуваме да биде и случај и во делот на Законот за организација на институциите. Ние не гледаме дека за тоа постои проблем, затоа што во суштина сите се согласуваат со потребата од оваа реорганизација, во кој што ќе се намалат бројот на институции, бројот на раководни позиции, бројот на именувани функционери и така натаму. Политички тоа изгледа дека е ризично заради гласачи и ветувања за време на избори, меѓутоа долгорочно е многу порационално и ќе даде подобри ефекти. Сепак, според Павловска Данева, измените на Законот за организација на органите на државната управа не се единствената пречка. Имаме измислени органи од пред неколку години, од пред 10, 15, 20 години кои не треба да постојат. Што ќе правиме со луѓето внатре? Тоа е прашање на кое мора владата да даде одговор. Ќе се отпуштат скроз на улица, ќе отидат, ќе се преземат во други министерства. Од Министерството за информатичко општество и администрација велат дека отпуштања нема да има, туку дека ќе се фокусираат на преземање и прераспределба на вработените. Сепак, која опција ќе избере владата за сите ресори, а не само за пробните, се уште не е јасно. Министерствата допрва треба да ги достават ревидираните предлози за реорганизација. Според роковите, тоа требаше да биде готово до крајот на ноември, исто како и Законот за органите на државната управа, кој досега требаше да биде доставен за јавна расправа. Во земјава се уште учиме демократија, а оваа генерална констатација особено важи за областа на безбедносно-разузнавачкиот сектор. Што значи потребата тие институции да бидат транспарентни и отчетни, но и каква треба да биде улогата на граѓанскиот сектор и на медиумите во тој процес. Темата добива на значење со хибридните напади на кои сме изложени. Славица Филиповска. Дојави за бомби во училишта, трговски центри, спортски сали, скандал со државјанството на контроверзниот Онишченко, нов директор на АНБ. Периодов, вестите од безбедносно-разузнавачкиот сектор се во топ 3 и на традиционалните и во онлайн медиумите. Миомир Серафиновиќ е новинар кој катадневно бара одговори од представници на овие институции. Тој признава дека во услови на мали редакции, новинарите се принудени да покриваат различни области, вклучително и безбедносниот сектор, но оттаму информирањето на јавноста дополнително се отежнува со пуштање завеса од магла. Првото е, има надлежни, јас не сум надлежен, ама не ми и покажува тотален неинтерес, тотална незаинтересираност за тема за која сите се интересираат. Втората работа е дека еве службите, надлежните, работат, дадени се сите тие насоки, добро напредуваме, еве пример со бомбите, со заканите за бомби, дека еве добро напредуваме, а постојано ни се повторуваат. Се не знаеме ниту дали се од еден извор, дали се од повеќе, дали е тоа детска игра која се повторува и се тестираат младите информатичари. Ние од тоа не го знаеме, меѓутоа знаеме дека сериозно се работи да се открие тоа. Серафиновиќ е еден од малкуте новинари што го покриваат безбедносно-разузнавачкиот сектор уште од 99-та. Маглата, вели тој, успешно се сее низ годините и обстојува. Имаме напредок, зголемување на транспарентност, меѓутоа имаме и жилавост на тие тајните служби, а и другите безбедносни фактори кои се обидуваат да прикријат или да сокријат некои информации кои се нели од голем интерес за новинарите при обработување на определени теми кои нели не се позитивни за таа институција. Представници на невладиниот сектор пак, кои имаат тесна соработка со безбедносните служби, имаат поблага перцепција за транспарентноста на овие институции. Тоа веројатно се должи на фактот дека веројатно недоволно осетливи или недоволно интрузивни информации мене ми биле потребни. Она што ние пробуваме да го комуницираме со нив е градењето на доверба со граѓанското општество, односот према јавноста,
формите на комуникација, комуникацијските стратегии, степенот на отвореност, присутност во дали традиционални, дали нови медиуми кои што овие. Како ви оди? Не можам да кажам дека оди многу брилијантно, не можам да кажам дека не оди. Кога ќе дојдат они да кажат дека има транспарентност, ви кажуваат перформанс. Јас се појавив на 5 емисии и јас сум транспарентен. Не полека на која емисија, какви прашања, зашто разговаравте, што кажавте. Тоа е веќе ефективност, тоа е друг тип на мерење на ефикасноста на институцијата. Методи Хаджијанев е универзитетски професор и експерт за безбедност. Тој вели дека надвор од законската регулатива, опсегот на чинители во безбедносниот сектор е многу поголем и потребата за хранење со информации постојано ќе расте. Затоа, неговиот совет е да се напушти комфорт зоната и институциите да се отворат кон јавноста. Има до одреден момент одредена вистина во тоа дека со давање на одредени податоци би можело да се наруши истрагата и да се даде малце лош тек во истрагата. Меѓутоа постојат одредени сегменти кои што можат транспарентно и јавно да се кажат и во западниот свет не е туѓо да и во тек на истрага вие да соопштувате одредени информации од причина што прво тие служат за одвраќање од идни такви дела, второ за подигање на свеста на јавноста за проблемот и трето за на некој начин мобилизирање на јавноста, односно на комуната во помагање или во придонес преку инклузивност во спроведување на безбедносни ризици, односно справување со тие безбедносни ризици. Хибридните закани и хибридните напади се појава на која ќе треба да се навикнеме, смета Хаджијанев. Според него, безбедносно-разузнавачкиот сектор треба да е видлив во јавноста за да се спречи ширење паника. Оние кои што се најповикани да ја испорачаат безбедноста на граѓаните, мора да го следат тоа, соодветно да направат градење на капацитетите, да извршат соодветна реформа и врз основа на тоа да го подигнат своето ниво на рамниште преку кое ќе го обезбедат балансот за кој што зборевме. А тоа е да ја задржат демократската култура, односно демократските вредности, но во исто време да испорачаат и безбедност на граѓаните. Стратегија, акциони план. Сонја Стојановиќ Гајќ од Белградскиот центар за безбедносна политика посочува дека и покрај специфичноста на секоја држава, земјите од регионот ја поминале првата генерација реформи, што значи прилагодени устави, добри закони и релевантни институции. Но политичари гуреју институcije безбедности да раде за njih, a ne za građane, da njih štite od istraga veze za korupciju, organizovani kriminal ili da ih zloupotrebljavaju, da napadaju svoje protivnike, pritiskaju recimo novinare koji otkrivaju neke osetljive teme ili organizacije civilnog društva, a da štite pripadnike njihovih partija i njihov krug. Стојановиќ Гајќ вели дека војната во Украина повторно го издигна прашањето за безбедноста високо на агендата. Većina bezbednosnih profesionalaca, ne samo kod nas, je naučeno da je bezbednost nešto posebno, da je poverljivo, a zapravo je zlatni standard u reformi sektora bezbednosti da institucije bezbednosti treba da se ponašaju kao bilo koji drugi deo državne uprave. Последната обука за представници на граѓански организации и медиуми е дел од серијата активности планирани од Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор, ДИКАВ, за поактивно вклучување на невладиниот сектор и новинарите во граѓанскиот надзор. Обуката беше фокусирана на прашања поврзани со транспарентноста, отчетноста и отвореноста на безбедносните и разузнавачките институции во ера на високи ризици за безбедноста и на голема побарувачка на информации од јавноста. Прво тоа би го порачал дека кога ќе ве прашат нешто од новинарите, одговорете им конкретно на прашањето, а не да цитирате закон кој го има на интернет и кој може да го најде секој. Значи, ако по-фере од нивна страна не можеме да ви одговориме на тоа прашање, отколку да се одговори дека истрагата е во тек, пример, сега кажувам, истрагата е во тек или ќе се цитира определен член од законот, колку за да се каже еве дека транспарентноста е задоволена, иако суштината не е задоволена. Треба време да помине, треба
едноставно да се изградат побарувачката и понудата. Овдека побарувачката не е доволно изградена, понудата од страна на институциите нема потреба да биде преголема, затоа што побарувачката во смисла на тоа колку ние како јавност се занимаваме со тоа они што прават, не е секогаш на некое високо ниво или не е константно. Морате прво да ја смените културата во пристапот, морате да направите поголема инклузивност и да видите дека одбраната или безбедноста ќе ја барате во повеќе слоеви, не само на границите на државата, не само во безбедносниот сектор, туку во сите актери во општеството кои што се вклучени во тие канали од каде што доаѓаат векторите на закан. Граѓанското општество е двигател на промени и коректив на безбедносните политики и практики. А тоа е можно само преку соработка и градење доверба меѓу безбедносно-разузнавачките институции и граѓанското општество. Мислим да е почеток за заедничко залагање за безбедност, да веруваме едни други. Обединетото кралство ја напушти Европската унија, но сака да остане влијателен глобален актер, особено преку НАТО. За ова, но и за британскиот интерес од демократски реформи во Северна Македонија, Владимир Мирчевски разговара со британскиот министер за Европа Лео Докерти, кој деновиве беше во Скопје. Minister, you are coming to North Macedonia in a very specific moment, a tense domestic political situation between the majority and the opposition that have totally different approach towards the issue of the constitutional change, where there is a need of more reform and less political calculation for the sake of the future of the country, where debate and messages coming from the international community concerning the need of stepping up the fight against corruption are on a new level. You as a UK representative are coming to Skopje to convey what kind of message to the leadership, to the government, and also to the two other political actors in the country? Well, my message to your government is quite simply to congratulate them on the reforms that they have been carrying out. Reform is often a difficult path, but we regard it as hugely important for everyone's interest, whether it be in the region or internationally. And the relationship that we have between the UK and North Macedonia is based on our joint interest, the foundation of which is the reforms that we are seeing. And just this morning, I was seeing the huge commercial interest in the Johnson Matthey plant. That sort of foreign direct investment and that kind of economic growth, which is hugely important and beneficial for employment and prosperity in North Macedonia, it does depend on there being a good commercial environment, and part of that is to do with the reforms of your domestic institutions. So my message to the government and to the people of North Macedonia is to congratulate them on the reform programme, and of course I'm sure will be more reforms to come, but it is very, very important. The things where you think that there should be more focus on in the country? Well, I think for us, ensuring that there continues to be a very good environment for business, and of course that depends on fighting corruption and having transparent institutions and an independent judiciary and strong institutions. I think North Macedonia is in a good place, and we've seen that in terms of the level of UK foreign direct investment, which is very, very significant. And but of course that path is not always easy, and clearly North Macedonia is on a path to EU accession, and that requires a whole series of reforms. Now, of course, the UK has taken a different path within its international framework, but that doesn't mean that we won't be very, very close friends and collaborators, especially when it comes to defence, because of course we are very, very proud to be members of the same NATO family, and we regard NATO as the absolute bedrock of our collective security. We're hugely pleased that North Macedonia is now a NATO partner, and we really look forward to a deepening defence and security relationship because of that. You mentioned EU integration path. Do you see that there is a need of, I would say, stronger unity between the political parties in the country towards that national goal, which is EU membership? I think so. I mean, I think clearly that path is, my judgment would be that it's something that transcends party political divisions, and I think it seems to be very much for the benefit of everyone
in your country, and clearly it's quite a difficult series of reforms needed to your constitution. But I would hope that it's something that can transcend the divisions of party politics. You mentioned NATO. War in the Ukraine has its negative implications, Yes. Not just economic, on the countries of the Western Balkans, and it is showing that the region is still prone to destabilization. We see deterioration of situation north of Kosovo. We see political turmoil in Bosnia and Herzegovina. We see that Serbia is not aligning itself with the EU common foreign policy towards Russia. Do you foresee possibility of I would say additional instability or clear danger for the Balkans in this moment? That's a very good question, and I think Putin's illegal invasion of Ukraine has really tested collective Western resolve and unity, and the pressure points in places like the Western Balkans have been destabilized because of that. So I think our job is to work with allies to ensure that we maintain our resolve and our sense of all coming together to counter Putin's aggression. Now, those countries that are allied to him or have been, I think, have maybe been caused to reconsider their judgments, because I think he's demonstrated that he is not a reliable partner when it comes to certainly things like energy security. And so despite the destabilizing effect, I think in the long term, those countries which formerly have had a close association with Mr. Putin may want to reconsider their alliances. There's a big issue that is now open in the public in UK, that is the issue of the Albanian migrants that are coming in large numbers to your country. Yes. And the government in London has announced new measures to deal with this large number of migrants who have been arriving and claiming asylum. Why do you see this reason for this kind of migrant wave towards your country? Well, I think for a long time, criminal gangs in Albania and elsewhere have been exploiting our asylum laws and our Modern Slavery Act, really to exploit people who are desperate for economic opportunity. And in partnership with the Albanians, we are, I hope, finally getting to grip with this. For a long time, the Albanian government has been asking us to designate Albania as a safe country, which is what many other European countries do. So we are doing that, and in partnership with the Albanians, I think, trying to curtail the outrageous exploitation of these criminal gangs that traffic people through Europe, and it often has tragic consequences of loss of life, especially in the Channel. So, and of course, people want to come to the UK because they want to work and be part of our very, very dynamic and diverse economy. But there are safe and legal routes to do that, and we will always have a high degree of immigration into the UK. It's the nature of our economy, but people, those seeking those opportunities must use safe and legal routes. Minister, thank you very much. My great pleasure. Thanks for having me. Целото интервју со Докер ти е достапно на веб страницата 360stepeni.mk. Одиме со уште едни реклами, па ја најавувам новата саботажа. Бојкот на Мондијалот, политичарите имаат огромна желба да им се додворат на спортските фанови, прикажувајќи се како сосема обични луѓе, преполни со љубов, знаење, искуство и богато пометење на темата. Ова нема да е прво светско првенство кое што се игра во Соединетите Американски држави. Така е, да, 94-та. Има едно легендарно 94-та година, тогаш Хрватска исто така направи голем успех. Бугарија тогаш напредуваше до полуфинале. Бугарите играа полуфинале. Да, 98-ма Хрватска играше во Франција на Хрватска играше полуфинале, но 94-та прв пат играа, што беше прва репрезентација од поранешните југословенски простори која што играше на светско првенство. Тоа што земјата на Модрич и дружината под водство на Бобан и Просинечки воопшто не играше фудбал на тој шампионат, не значи дека се нема доволно познавање за останатите спортови. Спомените за големите успеси на славните ликови од детството се незаборавни. Како што, например, Југопластика, која што беше апсолутен шампион во кошарка, каде што играше онаа славна генерација на Дражен Петровиќ.
Кошаркарскиот Моцарт не играше со Кукоч и Раджа, туку за нивните најголеми ривали Цибона и Шибенка, но ни тоа не е важно кога некој самоуверено укажува дека уште од мали нозе покажувал особен интерес за науката која учи за минатото. Сега те прашам кој ти бил омилен предмет во основна школа? Историја. Така добро намирисав. Да. Омилен предмет на нивните политички опоненти пак е утрешнината. Неа никаква историја не може да ја забарикадира од и наследниците на шлеперот, кој не успеа да ја смачка жабата. Сега цврсто уверуваат дека дури и со посворо возило од тогаш, обична градежна машина, ќе го израмна друмот кон неа преполно со тумби-румби од минатото. Но нема да има компромис за иднината. Како булдужер ќе го прегазиме секој оној што ќе се попречи на тој пат. Сепак се појавуваат сомнежи околу патарите, лицата кои помагаат на терен на механизацијата. Тој што шоферира кон иднината. Токму во сегашноста треба да има предвид со каков кадровски капацитет располага за да вози кон неа. Привлекување на странски инвестиции прават Љубе Бошковски, Самка Ибраимовски и Артан Груби. Зошто се правиме надоветни? И сега вие ме зборувате владата што кажал за економска програма. Па што не го викнете Љубе Бошковски во емисија да ви збори за странски директни инвестиции? Прашите го што е стапка на рентабилност, прашите го што е нето сегашна вредност. Додека се чека одговор, еден од споменатите веќе почна да се расфрла со своите квалитети и атрибути. Подготвен е да се стави на располагање, представувајќи се како искусен професионалец кој има што да понуди. Ако сакате да отвориме тема околу ова, има многу што да се каже. Добро. Без старца нема ударца, вика. Убаво кажано. И на крајот, за да не остане се само на обична фалба, се представуваат и многу важни информации кои ги откриваат и другите познавања. Дали овдека има љубов, жената има 69 години, мажот има 44. Ова е тоа стара кока добра јуха. Рецептот е јасен. Освен потенцијалните инвеститори кои очигледно ќе бидат привлечени од ваквите несомнени квалификации. Нека си припази и Макрон. Таков магнетизам тешко може да се спречи, особено ако Самка е решен да му ја свари чорбата. Саботажата и се што друго гледавте вечерва е достапно на 360stepeni.mk и на нашите акаунти на социјалните мрежи. Налсад следуваат вести. Ние повторно се гледаме в петок од 22. Пријатно.